Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај. Чуј ја играва што запре само во еден здив и продолжи да тече како река. Чуј ја играва на прсти, на коски, на овој очај што се вгнездил во грлото како грудка. Чуј ја играва сребрена на две грла, на две израмнети утроби. О, сладко заклопи ги желбиве надвиснати што се втурени од огнови, колку печат човеку. Играва на сребрена ноќ, играва на сребрени тела, играва на сребрени огнови. О, човеку, продолжи ја, па пушти го моево грло, нека се чуе пискот, единствен, што ќе те разгрне да ми се отвориш, па да влезам, човеку, еднаш помирена со портите, па да влезам како пријател на ноќва сребрена, на играва сребрена, на овие огнови што ме испекоа како клетник проколнат, како жена маѓесница. Огнов ме изгоре, родов ме проколна, ти не ме слушаш. Даница Ручигај е современ автор кој пишува сликовита, мисловна, асоцијативна лирика. Во средиштето на нејзината поезија се осаменоста и поединецот, младиот човек кој се бара себе си, кој се наоѓа пред многу крстопати и безпатија. Но она што е мощно битно, нејзината мисла е есенцијална на изразно стилски план. Ова за првата македонска поетеса го вели писателот Христо Петрески, основаш на издавачката куќа Феникс, која во 1993 година, по повод 30 годишнината од трагичната смрт на Даница, ја објави книгата Поезија, која ги содржи двете нејзини стихозбирки Сребрени ноќни игри и Заробеници на ветрот. Покрај Александар Прокопиев, тој е еден од најзаслужните за повторното откривање над првата македонска поетеса и на нејзината прекрасна поезија. Мислам дека во нашата средина, каде што, за жал, често се заборава на личностите и вредностите, некако како да сме сите забрефтани во секојдневието и да го живееме само актуелниот живот и миг, убаво е што повторно се подсетува на еден автор, значаен, јас би рекол дури и знаменит во македонската литература, бидејќи станува збор не само за објавувањето на првата поетска книга од еден македонски творец, во случајов од поетесата Даница Ручигај, туку затоа што станува збор и за еден вонсериски, нестандарден, несекојдневен талент, кој што за жал трагично заврши во сутот на својата младост. Јас како издавач, значи издавачката куќа Феникс, по повод 30 години од нејзината смрт, објавивме едно издание, една книга, во која што беа публикувани двете нејзини поетски книги. Она што јас сакам да окажам за Даница Ручигај, бидејќи не сум нејзин современик, значи сум еден од авторите кои што за неа има слушано, има читано, со внимание ги читав нејзините песни, а можам да кажам дека многу повеќе од тоа слушав од нејзините современици и
многу често сите нејзини врсници говореа повеќе за нејзи лично, отколку за нејзината поезија. И сите до еден, без малку, ја истакнуваа нејзината несекојдневна и според нивните збори во серијска убавина. Едноставно, поетите, писателите, велат дека сите ја обожувале, сите ја сакале, ја посакувале, бидејќи била многу убава и велат дека зрачела со позитивна енергија и просто сакале да бидат заедно со неа. На тие нивни средби, литературни, вечеринки и слични другарувања. Од друга страна пак, еве веднаш да кажам, например, Иван Чаповски ми говореше со симпатии за Даница Ручигај како за добра авторка и за дружелюбива личност. Но Светлана Христова Јоцич, која што беше и главниот во наводници виновник за објавувањето на тоа издание за кој што пред малку говорев, значи на обединети двете нејзини книги во едно издание, што го објави издавачката куќа Феникс, постојано потенцираше дека Даница Ручигај била една од најталентираните авторки во тој период и јас сега можам да кажам, значи после слушањето на овие усмени изјави и по прочитувањето на творештвото од Даница Ручигај, дека Даница Ручигај е авангарден творец. Значи во низината поезија не само што се насетува, туку и се забележува де факто авангардниот дух кој што доаѓа од окружувањето, значи од сите балкански простори, каде што да не заборавиме, па од друга страна надоаѓале брановите од Европа и светот. И во таа смисла Даница Ручигај се представува со едно, јас би рекол, специфично женско писмо. Иако во принцип не ги сакам тие поделби на женско и машко писмо, бидејќи има добра или лоша литература, а не литература за возрастни и литература за деца и млади, па и во случајов нема женско и машко писмо, туку има добро или недобро творештво. Но Даница Ручигај навистина пишува нетипично, значи би рекол пишува атипично, бидејќи иако е жена, не може да се каже, иако и нејзините песни се со љубовни нијанси, тие не прозвучуваат само како љубовни напеви, како љубовни рефрени, туку во нив има и асоцијативност, има мисловност, има и урбани елементи. Значи Даница Ручигај е современ автор, кој што пишува сликовита, мисловна, асоцијативна лирика. Во средиштето на низината поезија е осаменоста, поединецот, човекот, едноставно младиот човек, кој што се бара себе си, човекот кој што се наоѓа пред многу крестопати и безпатија, но и она што е за мене мощне битно. Низината мисла е есенцијална, на изразно-стилски план таа е концизна, јадровита и пишува, ајде веќе конечно да го кажам тој став, не пишува како жена, значи не пишува плачно, растреперено, туку пишува вистински, стамено, пишува машки. И оно што мене ми остава посебен впечаток, не случајно, Даница Ручигај уште тогаш, за време на нејзиниот живот, била едно од водечките имиња во тој круг на македонски истакнати литературни творци. И не случајно се наоѓа и во антологијата на македонската поезија, подготвена од Димитар Митрев. Значи, накусо кажано, Даница Ручигај заедно со Радмила Трифуновска се двете имиња кои што се уште се вбројуваат и се вреднуваат како авторки кои што завршиле трагично, значи го завршиле трагично својот живот, но кои што ја оставиле едно творештво кое секогаш одново и одново, и јас би рекол и допрва, не само ќе се споменува, не само ќе се одбележува и регистрира, туку и толкува и вреднува. Даница Ручигај, како автор,
на првата објавена книга на македонски јазик и со самиот тој факт секогаш ќе зазема едно значајно место во македонската книжевност и во македонското издаваштво. Но, она што јас посебно сакам да го кажам, не станува збор само за тој факт, за прво објавувањето, за првата објава на една книга на македонски јазик. Туку станува збор за една авангардна книга, за еден авангарден творец, за едно авангардно творештво, кое во тоа време стоело рамо до рамо со еден Бранко Мирковиќ и со македонските современици Радоан Павловски, Јован Котески, Владо Урошевиќ, Богомил Ѓузел, Јован Павловски, Иван Чаповски, Светлана Христова Јоцич, Гордана Бошњаковска Микаилова и многу други. Да се издигнам до сеќавањето на болката што не прави мртви за се она што доаѓа, а нашиот живот го префрла од онаа страна на реката што не се чини долина зелена, спокојно легало за нашите изломени немири. Да се истурам како набујала вода во ова сеќавање што ме прави да бидам мртва за се она што може би некогаш имало жив пристан на оваа мисла. Ќе ја отфрлам оваа намера, иронично преполнета. Ако може да ја префрлам мислава од онаа страна на реката, ќе го издигнам ова сеќавање до величина на поновен живот, повторно младење, сеќавањето на доаѓа од онаа страна на реката и прави да биде се она што не било или било само за миг. Во исправените раце кон реката, кон онаа река на која од другата страна лежи долината, зелената долина, големата долина, на која се сместени сите напори, сите желби на давениците. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Поет што ќе живее вечно како звездите, вели и поранешната новинарка на Радио Скопје и на Македонската телевизија и поет Сонја Драголюб Гиздавиќ, автор на засега единствениот телевизиски документарен филм Поетот живее и по смртта, посветен на првата македонска поетеса Даница Ручигај. По Александар Прокопиев, таа е најзаслужна за повторното откривање на Даница и на незината поезија во раните 90-ти години на минатиот век, 3 децении по незината трагична смрт во Скопскиот земјотрес. Говорејќи за поезијата на Даница, Сонја вели дека тоа е поезија која те обзема, те обвиткува како долга, свилена коса на водна нимфа, поезија која трепери со чувствата од таинствените длабени на дамарите, поезија вонвременска и вонпросторна, што ќе живее и тогаш, кога и нас веќе ќе не нема. Во новинарството со сета жар и љубов на еден млад занесеник се нурнав пред повеќе од 4 децении во Радио Скопје. Колку убавини, толку разочарувања. Колку звездени мигови, толку мачни лупинзи, што поради мојата изразена индивидуалност, која во тоа време на колективизмот се граничеше со безобразлук, што поради тоталното отсуство на лажната скромност, која во тоа време беше атрибут на секој маж, а да не зборуваме за жената. Времиња. Кусо време останав на брановите на радиото. Магијата на визуелното изразување во секој случај за еден немирен дух како мојот беше преголем предизвик. И се отиснав во немирното море наречено Првин телевизија Скопје, подоцна Македонска телевизија.
да го облечеш зборот во руво од најразлични бои, па зборот да болскоти. Ете, тоа беше и остана за мене магијата на телевизискиот израз. Но зад мене во радиото останаа шака добри пријатели кои неизмерно ги сакав и почитував. И без кои ниту еден ден немаше да биде така полн со убавина и добрина, ако не скршев чашка муабет со зажалвајќи преселените во рајските градини Михо Атанасовски, со Миле Поповски, со Лиле Белева, со Бошко Смаќовски. За овие луѓе по се изгледа само за нив. Јас не бев анфан терибл, како за другите, туку нормално живо суштество кое може би само малку со поголема жар ги доживува нештата. И, како што би рекле моите браќа по крв Срби, оди грлом у јагоде. Овие луѓе беа мои пријатели, мои духовни напојувачи со енергија која ми ја одземаа другите. Овие луѓе беа мои безценети икони кои неизмерно ги сакав и почитував. Може би понекогаш и ќе му се качев на глава на Бошко Смаќовски, кога ќе влетав во неговата канцеларија, раскажувајќи некоја случка и се разбира, прекинувајќи му ја партијата шах, особено во времињата кога Бошко беше под лед, ама Бошко Смаќовски не покажуваше дека му е криво. Секогаш, со неговиот смирен изглед и глас на проповедник, знаеше да ме изслуша, знаеше да ме посоветува. Еден таков ден се случи идејата за документарниот филм "Поетот живее и по смртта", посветен на една од првите македонски поетеси Даница Ручигај, која ја испуштила својата предобра душа во катастрофалниот скопски земјотрес во 1963 година. Партијата шах е прекината. Јас гласно раскажувам, облечена во некоја нова, луда, собствена креација, а Михо Атанасовски само ја крена главата и промрморе. Боже, колку сега ме подсети ти на Данче. И како што ме создал Севишниот, не се смирив додека од Михо не ја исчепкав целата приказна. Нешто чудно се случуваше со мене. Додека Михо раскажуваше, јас веќе во главата го има филмот. Веќе ја гледав визијата за таа млада, преубава, талентирана поетеса, жена што подеднакво во тоа сурово време, во кое да бидеш различен од другите било ерес, ја мразеле и жените и мажите. Жените, зашто не биле убави и умни како неа. Мажите, зашто не можеле сите да ја имаат, а ја посакувале, зашто таа уште тогаш го имала правото да избира, не да биде избрана. И почнав со истражување, со денови, недели, месеци. И се роди филмот за Даница Ручигај, поетеса која во времето на колективната свест и вјерују, на колективното пеење за партијата, партизаните, Тито, полињата со жито и комбајните, пеела за љубовта, за страста, за смртта, разголувајќи се пред очите на пуританската јавност со својата поезија, која за жал тогаш ја представувала првата ластовичка што не ја прави пролет. Поезија која те обзема, те обвиткува како долга свилена коса на водна нимфа, поезија која трепери со чувствата од таинствените длабини на дамарите, поезија вонвременска и вонпросторна, што ќе живее и тогаш, кога и нас веќе ќе не нема. По премиерното прикажување на филмот за Даница Ручигај, помина од тогаш добри 20 години, ми се јави незината сестра господја Златица Поповиќ. Со растреперен глас ми рече: Сонја, во еден момент почувствував како божем душата на Данче да излегува од екранот. Си направила одлична емисија. Тоа беше најголемиот комплимент што како новинарка сум го добила, зашто беше искрен и зашто знаев дека мојата определба да се занимавам со оваа професија е добра. Ќе го завршам записов со една моја песна што ја напишав кога бев уште мало, 13 годишно девојченце. Ќе се запрашате зошто. Од проста причина што, истражувајќи го животот на поетесата Даница Ручигај, несвесно наоѓав многу сличности во нашето поимање за животот.
На некој начин и во документарниот филм поетот живее и по смртта, и сега во записот ја посветувам оваа песна на Даница Ручигај, поет што ќе живее вечно како звездите. Јас во песната. Има ли судбина да ми каже каков е животот на овој свет под ова небо пламнато од сонце, оросено со звезди, измиено со дожд? Го дишам овој воздух на милиони, а секој миг нови чуда носи. Сега солза, бакнеш ќе ја смени. Негде звоно за покојник вие. Негде тапан по невеста бие. Негде рожба виделина за прв пат ке сети. Не, нема судбина. Зашто корбилар си ти на овој кораб живот што се вика. Па затоа фати го за крилјата ураганот и смени му го правецот, да дува нас проти твоето постоење, да ти остави време и иднина и вечност, за да станат стварност твоите сни, љубовта гороцвет, а животот виножито. Испразни го докрај пехарот на вечноста, за да ја почувствуваш среќата од зрелиот сок на плодот. И ќе сетиш со последното шепотење на твоето умирање дека си бил човек. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Ако може да се зборува за најљубовна поезија, тогаш треба да се замислат стиховите на Даница Ручигај, зашто постои љубовна игра внатре и во самиот свет на текстот. Значи фигурите се во некој еротизиран љубовен напон, а камоли тематскиот свет кој искрено, смело се подава кон својата отворена обсесија. Таква е Даница, најнеочекувана, најспротивна на стандардното пеење не само во сферата на така нареченото женско писмо, туку и во светот на машката поезија. Истакна Кристина Николовска, универзитетски професор, поет, критичар и есеист, на промоцијата на книгата Сребрени ноќни игри, Заробеници на ветрот, што беше објавена во 2003 година, по повод 40 годишнината од трагичната смрт на Даница Ручигај. Парадоксот на незината поезија е дека поезијата се раѓа кога умира самата поетеса. Тоа ми личи на смртна мајка при породување. Може би тоа е она од стиховите на Даница. Треба да се има едно малечко дете што ќе ни ја поврати вербата во раѓањето. Може би тоа дете ни остана од Даница, но стиховите нејзини израснаа во вистински убавици, кои некогаш биле дете, сосем човечки, сосем природно. Може би вистинската, највистинската поезија е неостварен сон, кој преку стиховите има шанса за живот. Тој живот може да се всели во други, да се подари на незнаените, на нероднините, на се уште неродените. И тоа не е епитаф кој чека да оживее. Тоа е живот кој чека пак да се роди, преку друг, во друг. Ако поезијата е осмислување, а ако љубовта е врвно осмислување, тогаш од иста материја се и поезијата и љубовта. Затоа мислам дека и љубовта во нејзината поезија не може и не треба да се сведе на тема, на топос. Таа е агрегат, таа е мотор на се, на стихови, на фигури, на расположби, на интонации, на потребата за диалог. Љубовта е единствен воин против смртта. И тоа смртта и на феномените, како во стиховите, секој ден умира по една мисла, секој ден умира по една ноќ, секој ден умира по една испразнетост и секој ден му доаѓа смртта на идниот. Љубовта никаде директно не се бори со непријателите кои веќе ги познаваме. Поетесата јавно, дури обсесивно, магнетски ја гледа својата смрт. Тука Матеја Матевски ја сослуша и разбра Даница одлично.
го цитирам. Токму таквата обседнатост со фатумот и таа антиципација на соседната смрт уште еднаш со бол и крик, но и со филозофска и речиси религиозна помиреност сведочат за големата жет за живот, потполн, емотивен, плотен и мисловен. На Даница Ручиги како човек и како жена. Токму таа жет за живот е длабински мотор на обсесивно тематизираната љубов. За таа тематизација на љубовта мощне мудро од Матевски се открива генераторот на се. Желба за живот. Најголема, триумфална, екстазична. И при својот живот, поетесата како да ги сетила рушевините на животот, уште пред да ги сети на своето младо тело, рушевините од земјотресот. Амбиентот на безизлез, очај, кој не можеме да го негираме, е повеќе сведок дека е јасно и дека сака тоа да го објасни, дека е тоа лична драма, драма на поединецот, но дека ако треба и на смртта ќе ја отвори врата. Таа смелост ја има во прекогнициските настроенија, потопени во малодушност, апокалиптична визија, понор. Затоа пречувствата се сенки за неа. Јасно е дека не може да избегне од неминовното. Таква е и последната песна. Се враќам да ја затворам вратата, а јас влегувам убава, со сон прекршен на половина, со сонце изгубено под земја. Се враќам да ја затворам вратата, вратата на сите влегувања и излегувања. За Александар Режов, она што импонира во неа, тоа изворноста на доживувањето. За Иван Чаповски, тоа е успешен деби. За Петрем Андреевски, тоа е една поинаква поетска физиономија со поосмислен јазик и попристојна поетска законитост. За Бранко Варошлија, таа е најсензибилна поетеса, која покажува љубов кон животот, дури и тогаш, кога тоа е вистинска болка, неразбирање, чиста тага. За Миодраг Друговац, оваа поезија цвет за себе, држава за себе. За Матеа Матевски, Даница е свештеничка, целосно посветена на тој храм и на таа религија, како врвен израз на постоењето, мислејќи на љубовта. За Гордана Михајлова Бошнаковска е сосем јасно дека можеби и прерано беше родена. За Александар Прокопиев важни се неконвенционалноста и неконформизмот. За Виолета Христовска, таа е предвезник на новата постмодерна жена, која го најавува самото доаѓање на еманципираната жена, туку и на женското поетско писмо. За Јасна Котеска, оваа поезија е метафоричарско, романтичарска, со рани навестувања на модернизмот. За Искра Чолович и Свето Стаменов, тоа е бесценета поезија, а поетесата е докажана и неодминлива вредност на македонската поезија и основоположник на македонската авангарда. Ако може да се зборува за најљубовна поезија, тогаш треба да се замисла стиховите на Даница Ручиги. Зашто постои љубовна игра внатре и во самиот свет на текстот. Значи и фигурите се во некој еротизиран љубовен напон, а камоли тематскиот свет кој искрено, смело се подава кон својата отворена обсесија. Таква е Даница, најнеочекувана, најспротивна на стандардното пеење, не само во сферата на така нареченото женско писмо, туку и во светот на машката поезија. Поетскиот универзум на оваа поетеса веќе живее во иднината. Тој е конструиран за некои понапредни времења. Времења на мислата, на хиперсензибилноста, на се што е живот. Таа изградена култивираност на сензорните искуства на зборот, но и надвор од него, е голем рецепт на оваа поетска постапка за страот на искреност, потресна безкомпромисност на мислата, која директно го унижува и маргинализира конвенционалното и расчистува со малограѓанското, инхибираното, лицемерното. Во поезијата, но и вон неа. А тоа вон неа е свет на предрасуди, ограничености, свет во кој оваа поетска населба никогаш не сакала да живее и не живеела. Таа исчашена, дислоцирана визија на контекстот има моќен рецепт. Таа го одбира најсуштинското, најљубовното како есенцијална потреба да почне да расчистува со закажлавената атрофирана визија на светот. Да си признаеме дека тоа сепак се вика авангарда. Авангарда, како што всушност и немавме можност наполно да ја почувствуваме во нашиот литературен амбиент.
Авангарда која искрено шокира, која не прифаќа шаблони на критиката, на проценките, која се проигрува дури и со тие што во иднината ќе ја проценуваат. Затоа природно реагирам на одредбата женско писмо. Мислам дека таа одредба поетската даница само ја стеснува, ја ограничува. Писмото не може, нема пол, затоа би сакала да зборувам за сензибилитет на писмо. Ова писмо има сензибилитет на својот пол, ги има гените на исклучителна женственост, но не како празна сентименталност, туку како орган повеќе. Може би навистина има женско срце оваа поезија, може би чука на женски и женствен начин, но кај не е тоа како недостижен дар. Затоа реагираме на сентенцата која однапред би ограничила и канонизирала со сите поетски потенцијали. Значи, не однадвор е ова женско писмо, туку внатрешните гени, па и хормони упатуваат на привилегијата женско. Писмото може да има возраст, ова писмо е необично возрастно, необично самосвесно, писмо кое дури ја затвара вратата, а не се мачи да ја отвара. За жал, се случи голем земјотрес и во нашата современа поезија. Кога во 60-тите години ја загубивме оваа поетеса, ќе имавме голем поет кој по својот навестен потенцијал ќе беше супериорен и ќе збогатеше поетската мапа на нашата поезија од златните 60 и 70 години. Никогаш доволно не сватив зошто постои сентенцата авангардата умира млада. Дали само затоа што е авангарда? Мислам дека не. Ова необично возрастно писмо на Даница Ручига умре младо. Остана поетски концентрат кој во зрели години, а во толку младо тело и дух. Уште еден специфичен парадокс за кој поетесата покажува искрени сигнали дека е самосвесна. Парадоксална е загубата на големата поетеса од македонската литературна сцена, длабоко неправедна. Добрино, сеќаваш ли прстите ги носат проклетилата? Земи ги моиве 9 прсти. Едниот ќе го сочувам за прстен. Добрино, ако те има, инаку ќе ги закопам во море од лудување. Земи ги моиве 9 прсти со себе да ги однесеш во росата на неговите ногти, што ме чекаат секоја вечер како леп и сол. Добрино, ако те има, проклетилата ќе ги засинеат во мене. Ако те има и ако те нема, ти ги давам моиве 9. Името ќе им биде во прстите, во синевината. Добрино, добрино, добрино. Не играј се меѓу моиве сини прсти. Ке те спружам за себе како лединка, што ке ме одморува во желби, по сончевина и тебе. Не играј се меѓу моиве ледени прсти, ке те земам како грудка од сонце да ме затоплиш. Не играј се меѓу моиве прсти, ке те завиткам во облека од воздух да те осетам. Тогаш, ако можеш со танец на лудило, заиграј меѓу моиве прсти. Добрино, сеќаваш ли, прстите ги носат проклетилата.
Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, по повод 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај. Даница беше измонредно оригинален и раскошен талент, кој премногу рано згасна, вели поетот Ефтим Клетников за првата македонска поетеса, нагласувајќи дека и покрај тоа што остави мало книжевно творештво, таа е еден од јаките идентитети на македонската поезија. Според него, нејзината поезија беше семка која криеше во себе големо лирско дрво. Даница Ручигај е едно од, иако не е остварена во полн равцут, едно од значајните имиња на нашата поезија модерна. Јас бев гимназијалец кога се случи земјотресот, подоцна се запознав со нејзината поезија. Мислам дека е тоа така фигуративно да се изразам, семка која криеше во себе големо лирско дрво. Тоа е еден извонреден лирски темперамент, она што можем да го кажем за нејзината поезија, типично екстатичен, медитерански лирски темперамент, со една бујна метафорика, каква што, впрочем, и е иманентна на современата македонска поезија. Значи, остави мало книжевно творештво, но без разлика на тоа, таа е еден од јаките идентитети на нашата поезија. Велам, неостварена е, застапувана и во некои антологии, бидејќи нејзиниот живот рано е прекинат и секако таа својата поезија ја понесе со себе, нели, во смрт. Еден таков поет кај нас е исто Наум Манивилов Преспански. Исто, еве да направиме една компарација со машката поезија, еден извонреден поет кој исто така рано замина од овој свет и кој остави исто така едно мало наследство, но еден извонреден потенцијал како Даница. Ја имам читано неколку пати и мојот впечаток не се менува, мислам дека е тоа еден извонреден оригинален талент. Штета е што се случила таа несреќа и едноставно она што вели Хелдерлин, понекогаш боговите не ги сакаат поетите, бидејќи се плашат да не им се доближат премногу блиско. Значи, еден раскошен талент кој премногу рано е згаснат. Како да те одгатна мисло растргана по невиденост? Корен си пуштила, ластовици прелетале, од некаде топол ветер повева. Како да те соберам во две раце што не се полиња? Кажи и не трај пред ова невреме што го создале ветрови или само мисла на тебе. Како да те побарам да ми се предадеш без знамиња бели, туку со раце потемнети од чекање по невиденост. Кажи и не премолчувај ги дарбите благословено дадени од оној Господ, што се зартил во машкоста твоја и очите си невини. Ако заповедам да ми се предадеш, без знамиња бели, во погледот носи си невина, да те разпознам. Оти многу ќе се предадат. Земјава ќе се преврти. Земјава ќе се преврти со сета црневина. Сакам да те заљубам, машкоста да ти ја претопам, та род да се изроди, синевина да запее, кукавица љубоморно да закука за своето самување.
Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Ве молам да не ја заборавиме, зашто според она што Даница Ручигај и го даде на македонската литература, наполно заслужува да ја ставиме на пиедесталот на незаборавот, на вечноста, на она што е неодминливо, што не може апсолутно да се заборави и да се заобиколи ни случајно, а камоли намерно. Вели македонската поетеса Ирена Павлова Деодорико, истакнувајќи дека творештвото на првата македонска поетеса конечно треба да ги добие својата валоризација и вистинското место во македонската литература и во македонската култура воопшто. Даница Ручигај е една од оние женски бардови, оние основоположници на македонската поезија, значи на македонската лирика пред се, македонската женска лирика, која сепак, знаете како со они уште неколку други своји колешки поетеси, остана во една сенка на творештвото, но не само на творештвото, туку и на самиот живот. Што значи тоа? Тоа значи дека, како што вели Давид Албахари во неговата, можеби според мен, најдобра и најтенка книга, физички најтенка книга, Цинк, вели. Сепак, вели, сватив дека за сето она за кое што јас сум пишувал е всушност мојот личен живот и ништо повеќе од тоа. Значи, во случајот на Даница Ручигај би рекле, она живееше така како што пишуваше и пишуваше како што живееше. Ако сакате да бидете вистинска поетеса, како што беше таа, ќе живеете крвно, подкожно, венски, артериски, ќе живеете поезијата. А она така и го правеше во својот живот и во своето творештво. Да не говорам за Сребрените научни игри и заробениците нели на ветрот, книгите поетски што таа не ги остави во наследство, каде што таа практично се обидуваше да си објасни што тоа му се случува на светот, а пред се што тоа се случува на човечката душа, што се случува во човечкото срце, кога и како се случува промената во срцето, во она буквална, детална смисла на зборот, така и во она смисла на психолошката варијанта на живење на постоењето и она духовна дисциплина на зрењето на свеста. Даница Ручигај, од според многу вака кажување од мои колеги, значи книжевници, уметници, книжевни критичари, есеисти, била една жена чудесно убава, нели, по својата нели физиогномска даденост, меѓутоа и невидено и уште почудесно храбра за своето време. Жена која што умела да се носи со боемијата на машката страна на човечкото писмо книжевно, на машкиот принцип на пишување и на создавање. Што значи дека умела со својата појавност и со својот сензибилитет и темперамент да онака боемски и од незадоволство понекогаш да искрши неколку чаши во една, како би нарекле, биртија или кафеана скопска во рамките на таа рапсодија боемијана, нели? А сепак да биде испочитувана, сепак, за разлика од другите поетеси, почитувана, меѓутоа знаете како. Ќе ви кажам дека кога некој вам во Македонија ќе ви каже, аха, колку прекрасна поетеса сте вие, во моментот е убаво и верувате, нели? Меѓутоа, тоа треба некој да го каже јавно. Значи, да постои нешто што вас во една најубава смисла на зборот ќе ве, ајде да не го употребам изразот етаблизира, туку ќе ве представи, ќе ве вреднува, ќе ве валоризира или пак еве на еден уште понежен начин ќе ве врами во семејството, значи во фамилијата, во на драга и фина фамилија на македонски книжевници. Дали баш така се случи со Даница Ручигај, не сум убедена дека тоа се случи дури со неа, затоа што сепак таа носеше една, како би рекле, едно петно на неразбраност или пак недоразбирање. Значи, колку и да беше таа низина поезија и тоа низино опходување шармантно, колку и да беа шармантни, колку и да беа
фасцинантни, колку и да беа чудесни, сепак мислам дека стануваше збор за едно неразбирање на она што значи да се оди контро табуто или да се антитабуизираат темите на еросот, танатосот, на смртта, па и на уживањето во животот или пак на уживањето во танатосот, а можеби не уживање во животот. Се тоа категории со кои таа многу лесно и фино се играла, барам јас така ја доживам како поетеса, според она што го напиша. Затоа токму таа, бидејќи го живееше своето писмо, а и писмото ја живееше незе, на едно место ке рече, ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се. Значи, таа пишуваше за љубовта. Секој, нема писмо кое не говори за љубовта. Знаете, во случајот да Даница Ручигај, како и на уште неколку наши поетеси, и го истражувам тоа, многу ме интересира и сакам да докажам дали имале малку, средно или малку повеќе љубов од страна на мажите писатели. Не говорам во приватна смисла, говорам во смисла токму како што реков пред малку, на едно валоризирање на она што тие го направија. Дали тоа беше доволно? Сметам лично дека не беше доволно, поточно дека не било доволно за нивната вредност, колку што тие заслужила, колку што заслужи на Даница Ручигај, искрено тоа го мислам. Не сум феминистка, не сум ни постфеминистка, меѓутоа сметам дека жената, како што вика Ерика Јонг, за да биде признаена и да биде добра, она тоа го вика токму така, затоа јас тоа ќе го парафразирам од изворот, вели мора да се биде многу добра поетеса, ами и да се отспие со повеќе од одредени мажи. Значи, да не бидеме такви поетеси кои ќе бидат признаени само заради тоа што нели отспале со одредени битници и битни луѓе, нели, конкретно на македонското поднебе, туку затоа што навистина тоа го заслужиле, а Даница Ручигај навистина, мислам, според она што и го даде на македонската литература, прилично го заслужи тоа и, драги мои, ве молам да не ја заборавиме. Ти, таму, внатре, што ми седиш како икона и ме уништуваш да бидам само жена. Ти таму што седиш како опипливост на владар и бунтовник. Ти таму во нас што се облекуваш со нашата крв и месо и не лажеш со нашата очовеченост. Излези со храброста на времињата, подвикни им на сите сомневала. Еве сум, со вашата крв и месо, надвор од вас. Излези ако можеш, распарчај ги своите вртлози што ги измислил некој, извади ги и кониве голотиња што мамат. Ништо не можеш. Злосторник си. Твојата бестелесност е суетата наша. Некој сепак те измисли. Љубов. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Поезијата на Даница Ручигај е пат на прочистување, страст на душата, избор. Незините игри се ноќни, моќни, волшебни, а ние сме влюбеници и заробеници на ветрот, а не знаеме ни каде е тој ветер. Истакнува познатиот српски поет, преведувач и професор на Филозофскиот факултет во Ниш, Радомир Виденовиќ, кој како дете беше непосреден сведок на Скопската катаклизма во 1963 година. Jedno od mojih čestih vraćanja u Skopje 90. godina, sada već prošlog veka, tačnije 93. zabeleženo je 10 godina kasnije u novom veku u časopisu Gradina, u kratkom tekstu sećanja na dugi razgovor sa prijateljima Branka Miljkovića, arhitektom Ludvigom Kubešom i ostalima,
o Brankovim druženjima u ovom gradu. Uz taj kratki tekst objavljen je i prevod pesme Danice Ručigaj, Da se uzdignem do onog sećanja. Da se uzdignem do onog sećanja kada ću prestati da budem ja i kada će sve stvari dobiti produženi oblik u kom trule i želje i sve ono što treba da dođe. Da se uzdignem do sećanja na bol što nas čini. Mrtvim za ono što dolazi, a naš život prebacuje na onu stranu reke, što nam se čini dolinom zelenom, spokojno leglo naših izlomljenih nemira. Da se izlijem kao nabujala voda u ovom sećanju koje me čini mrtvom za sve ono što je nekad bilo. Živa luka ove misli odbacit će ovu nameru ironično prepunjenu. Ako budem mogla da prebacim ovu misao na onu stranu reke, uzdići ću i ovo sećanje do veličine ponovnog života, ponovnog mladovanja. Sećanje nadolazi s one strane reke i čini da bude sve ono što nije bilo ili je bilo samo za tren u ispruženim rukama ka reci, ka onoj reci sa čije druge strane leži dolina, zelena dolina, velika dolina na kojoj su svi napori, sve želje davljenika. Na kraju teksta je Brankovo vajkanje, kako su mi rekla njihova možda varljiva sećanja. Zašto me kinje da sam zaljubljen u Danicu, ženu O.D.? Za mene postoji jedna druga, južna zvezda Danica. Neće priča otići na tu stranu. Neće biti sentimentalne povesti ili balade. Crvenu Božicu naravno nisam poznavao, a bio sam 63. tada u Skopju, ulica Partizanska 75, uplašeni dečak usred zlokobne tišine koja stiska na grudi šahovsku garnituru i belog očnjaka Jacka Londona. I danima posle toga ne progovara. Ali ovo nisu ni sećanja jer ih i nema, samo fascinacija. Danica Ručigaj, sva od života, neposredna, impulsivna i nezavisna. Fascinantna, retka zverka, zaljubljena u ljubav, kako kaže Gordana Mihajlova, bošnakovska. Pritom i izuzetno lepa i inteligentna. Žena. A to može biti teška prepreka, jer kako reče objektivna žena Erika Jong, ako si žena, moraš biti 3 puta bolja od ma kojeg muškarca. No ne treba pomisliti da je feministkinja. Ako je upoređivana sa Silvijom Plath i Erikom Jong, naravno i sa drugima, a da je uvek ostajala svoja u svom uglu, za Deni, kako su je zvali, važi ono što je rečeno za Margaret Jursenar, sa kojom deli nepokolebljivost karaktera, ali i opčinjenost antikom. Bila je poput svih onih kojima nije bilo teško da budu žene, jer je njihova inteligencija nametala barem jednakost sa muškarcima, kaže Matije Galej. Bar jednakost, jer za odgovor takvoj i tolikoj erupciji strasti i ljubavi trebalo imati snage i hrabrosti, muške. Izlezi so hrabrosta na vrminjata. Da li je te srčanosti bilo i na drugoj strani, onda u večnoj beskonačnoj igri i svadbi i borbi, Lieben der Kampf, kako kaže Karl Jaspers, ne bi bilo ni pobednika ni pobeđenog. Uronjena, kao bačena u svakodnevicu, ali i zapravo usamljena. Žedna, željna i radoznala. Sakav jednostavno da doživam sve ono što se slučilo na Gilgetu, od sekogaš. Njena osnovna tema, njena jedina tema, njena vera je ljubav. Ako vlegovaš u ovoj hram, vo koj ljubav ta je vera, pomoli se. Tako je poezija Danice Ručigaj put pročišćenja, strast duše, izbor. Nije ni moglo biti drugčije. Njene igre su noćne, moćne, magijske. A mi smo zaljubljenici i zarobljenici vetra, a ne znamo ni gde boravi taj vetar. Pesma započeta Danici Ručigaj. Bez dana i noći sve je sada, ovde i danas. Bezdan, ambis i pradno. Umrli potvrđuju. Zato velika zvezda sad tvori bliskost i daljinu, tok i proticanje, utehu, zaborav takođe. Gea i ona igraju beskonačnu crno-belu igru na neograničenom polju kosmosa. A kada se zagledaš u svetlost i oči za suze i kada stisneš oči jako, jače od crvene,
sve do ljubičaste, do stepenica u nebo i kada imaš srodnike, bliske. Preplavite tihost i svemir u gradu podvodnom i drevnom, zatravljenom kao prava, ali izmišljena Atlantida. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Доволно беше да се изговори нејзиното име и тоа веднаш да предизвика асоцијации на извонредна женска убавина и исклучителна поетска дарба. За жал, исто така, да асоцира и на една трагична судбина поврзана со скопскиот земјотрес од 1963 година. Вели познатиот македонски книжевен критичар, раскажувач, романсиер и поет и најголемиот хроничар на Скопје, Данило Коцевски, кој во својата постојана саботна рубрика Скопски легенди во весникот Вест објави приказна заданица под наслов Поетесата која предскажа својата смрт во земјотресот. Харизматична со својата појава и убавина, со својата уметничка дарба. Во незината куќа биле пронајдени ракописи, нејзини стихови, кои на еден чуден, профетски начин зборуваат за смртта и за исчезнувањето. Во уметничка форма, со темно засенчени стихови, така како да ја предскажала собствената смрт. Во незината песна Кругови, постојано се отвараат нови кругови во пеколот. И таа во стиховите вели: се спуштаме се подлабоко, спуштањето ја угушува и последната надеж за простор. Или во песната без наслов, пренајдена во куќата во земјотресот: се враќам да ја затворам вратата, а јас влегувам убава, со сон прекршен на половина, со сонце изгубено под земјата. Незината книга Заробеници на ветрот, која била поскоме објавена во 1963 година, покажува дека темно засенчените места во незината целокупна поезија се многу повеќе од тоа и дека тие се еден вид хабитус, онтолошка предодреденост на едно незино специфично конципирање и чувствување на светот на Даница Ручигај. Тоа е поезија која длаби и ги истражува сите аспекти и вредности на животот, пред се на љубовта, но и на суптилните треперења и предчувства за предодредреноста на судбината, за фаталноста и за смртта. И таа вели: се наближуваме до стработијата на нашето тело, заборавот ќе не разнесе по вителот на мракот. Или урнато е сонцето токму пред раѓање. Како што одминува времето, поезијата на Даница Ручигај открива нови вредности во нашата поезија. По иницијатива на незината сестра Златица Ручигај Поповиќ, воведена е и награда за млади поети, кој го носи името на поетесата. Од изданијата за неа посебно треба да се издели она во 2003 година, кога беше издадена книга посветена на делото на Даница Ручигај, со толкување и коментари од повеќе автори, чии уредници се Свето Стаменов и Искра Чоловиќ. Со каква храброст да го затвориме овој круг претворен во извор на најболните настани. Излудено се приближуваше до него и без престан ги догонуваше мислите до неговиот крај. Се враќаме обезхрабрени. Се враќаме дома. Враќање од каде започнува да се собира чувството во закоравено дрво. Се спуштаме се подлабоко. Спуштањето ја угушува и последната надеж за простор. Нема запирање во овој почеток без крај, со што да се одболуваат круговите, да се облагородат, да се изменат во немилоста своја. Времето ништо не умее да докаже.
Се враќаме изгонети на нашите плеќи, грдо се затвораат круговите. Безброј кругови еден во еден. Еден во еден длабок простор. Изранети плеќи. Прогонството е неминовно. Гревовите, како тешки сопатници, не уверуваат во тешкото, неизодливо патување. Мирна мисла се бара, се моли, се довикува, крик на постојано кружење. Вратете ме назад, да го отпочнам одново ова кружење. Може би овој пат ќе се сломам уште во самиот залет. Вратете ме назад во отпочнувањето, кругот ќе го искривам, ќе го здобовам, ќе го исушам изворот негов. Спокојна мисла се бара. Сулудо враќање. Доста по истите патишта не се враќа, а истите се неизменети. Ги гледам, ги чувствувам на своите плешки. Ме притискаат овие кругови. Се поднаведнувам, се молам, се доближувам до земјава. Ја чувствувам миризбата на распаднатото лисје. Може би и така постојано се умира, не умирајки. Вратете ме, кренете ме од овој пат, овие мисли, придружници, соучесници, добри и лоши. Не можам да се свртам со едно исто постојано кружно движење. Круг во просторот, круг во мислите, круг во срцето. Кругови, 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 кругови. Ова беше петиот и последен дел на специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје. Ако влегуваш во овој храм во кој љубовта е вера, помоли се, посветена на 50 годишнината од трагичната смрт на првата македонска поетеса Даница Ручигај во катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Аудиодизајн Бесим Кека. Автори на емисијата Искра Чоловиќ и Свето Стаменов.